Тест Крушево или Вкуси го Крушево е насловот на фестивалот кој за прв пат се организираше годинава во Крушево. На него учествуваа 30 ученици од 8 средни угостителски училишта од Македонија и едно училиште од Лесковац, соседна Србија, кои се надпреваруваа во приготвување на традиционален крушевски чомлек, но и секој училиште презентираше по еден специјалитет карактеристичен за нивниот регион. Доаѓаме од Скопје, од средното училиште Лазар Танев и денеска приготуваме крушевски чомлек. Дали до сега го имаш приготвено ова јадење? Не, ова ми е прв пат, ама се надевам дека ќе испадне многу убаво. Како се приготвува? Дали е тешко? Па не е тешко. Се сецкаат сите продукти, се пропржува месото, после тоа сите продукти ги зачинуваме на страна, ги измешуваме, ги додаваме после тоа, нека се пропржат малце, после додаваме бело вино, вода и нека се крчка малце и после тоа кога се искрчка убаво, ќе го ставиме во земјени тави. Дали се подготвувате претходно пред да дојдете на преварот околу крушевскиот чомлек? Да, во школа се подготвував. Се надеваме како и сите останати прво место, ама кој ќе го освои не се знае. За учениците како од Македонија, така и од Србија, овие настани фестивали се одлична можност за размена на искуства и одлична дружба. Први пат сам овде у Крушево. За прв пат сум тука во Крушево, за прв пат ќе го приготвуваме ова јадење крушевски чомлек. Ова е доста интересен настан. Ние ги подготвуваме нивните јадења, тие ги учат нашите. Синоќа се представивме со лесковачка скара или така наречен лесковачки воз. Мене ми е многу мило што ова настан се одржа, бидејќи истекнавме нови сознанија за Крушево. Се дружиме со разни деца од разни градови и многу сум благодарна на целата организација на градот Крушево. Убава е дружба, се запознаваме со нови култури и со нови начини на готвење. И тоа е едно поголемо искуство за секој од нас и за деца наравно, што можеме со нив да дојдеме секој пат. Приготвените чомлеци учениците ги презентираа во центарот на градот, а откако беа оценети, истите имаа можност да ги вкусат и присутните гости и туристи. Овој фестивал значи многу за децата, што повеќе знаења, дружба. Овој фестивал треба да остане во традиција. Секоја година се надеваме дека ќе се одржува. Целта на овој фестивал е прво промоција на Крушево, промоција на традиционалната храна во Крушево, промоција на културните знаменитости во Крушево. Кој е најпознат специјалитет што најчесто бараат туристите кога доаѓаат тука? Значи почнуваме од крушевски пити, од крушевско грне, чомлекот кој исто така денес ќе се подготвува. Младите се повеќе се интересирале за гастрономијата, поради незините перспективи во странство. Се повеќе младите се интересираат за струкава и се доста добри. Ги привлекува тоа што ова професија има перспектива во странство или тука? Па мислам дека се повеќе мода во странство. Подобра иднината во странство него тука, нажалост, за нас. Фестивалот го организираше средното угостителско училиште и го поддржаа општината, локалниот младински совет и угостителските објекти.